Христос помеѓу нас. Јас сум протопрезвитер Дејан од МПЦ Свети Никола во Тотова, Њу Џерси, а во денешното видео ќе зборуваме за блаженствата. Блаженствата се дел од Христовата на широко позната беседа на гората, која низ историјата подеднакво ги воодушевувала и верните и атеистите, и христијаните, но и припадниците на други религии. Во оваа беседа Христос ги коригира тогашните општо прифатени, општествени, морално и етички стандарди и ги продлабочува. Им дава суштина и една нова суптилна смисла на дотогашните правила и религиозни кодекси. Целата таа проповед е проткаена со неговите контратези. Од старите сте слушнале не убивај, но јас ви велам, немојте ниту да се гневите на луѓето без причина. Порано сте слушнале дека е речено не прељубодејствувај, но јас ви велам, не треба ни да мислиш на тоа, зашто да мислиш и да се насладуваш е исто како да си го извршил. Сте слушнале дека е речено не колни се криво или лажно, но јас ви велам, воопшто не колни се, за ништо. Во оваа беседа Христос исто така зборува за многу други клучни концепти, меѓу кои и љубовта, чија што дефиниција ја проширува на непријателите. Она негово познато, љубете ги своите непријатели и молете се за оние што ве гонат. Во ова видео целата таа беседа на гората, ние ќе се задржиме на блаженствата, кои на одреден начин се увертира, односно воведни зборови во беседата на гората, и кои ние често ги читаме на богослужбите, посебно како трет антифон при малиот вход на божествената литургија. Зборот блаженство означува состојба на исполнетост, задоволство и среќа. Состојба која не зависи многу од моменталните настани и случувања во животот. Иако ние зборот блаженство многу често го користиме како синоним за среќа, тоа е многу повеќе од тоа, многу повеќе од среќа, која пак често е условена токму од локални и минливи нешта. Ке ти дадат некој поклон, ке те пофалат и ке се развеселиш. Среќен си. Ке ти земат нешто, ке те искритикуваат, ке се не расположиш. Несреќен си. Но блаженството не зависи од минливи и локални нешта. Не зависи од пропадливи нешта. Блаженството е состојба, или уште подобро речено, благосостојба, без оглед на тоа дали моментално поминуваме низ добро или низ зло. И таа блажена состојба се темели не на нашиот статус во светот, туку на нашиот статус во Христос, како синови и ќерки Божи. И токму затоа е безвремена и суштинска, затоа што не подложи на моментум, туку својот извор го има од вечниот, безвремениот и благодатниот Бог. Секој човек се разбира се стреми кон постигнување на блаженство. Но за жал често го бараме на погрешни места и со погрешни методи. Еве денес имаме прилика да слушнеме директно од Христос, Синот Божи. Како точно се постигнува тоа? Ке слушнеме и ке ги протолкуваме 8 блаженства, во кои преку контратези Христос не поучува како можеме од таа наша потрага по среќа да преминеме во блаженство. Блаженства. Кога го виде народот, тој се искачи на гората. И штом седна, учениците негови се приближија до него. И отворајќи ја устата своја, ги поучуваше и говореше. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Блажени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е царството небесно. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат и прогонуваат и кога лажно ќе говорат против вас секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Блажени се бедните по дух, зашто е нивно царството небесно. Бедните по дух, или сиромашните по дух, не се луѓе кои живеат во некаква духовна мизерија, душевна бедотија. Христос овде не зборува за луѓе кои се духовно срозени,
душевно отепани, луѓе за гревота, кои се откажале од животот и ништо друго не им преостанува. Напротив, овде станува збор за храбри луѓе, борци, кои одбиваат да живеат според собственото его. Според толкувањето на светите отци, да се биде сиромашен по дух е спротивно на тоа да се биде полн со себе си. Возгордеан. Човек кој се знае и нема потреба од никого. На кого му се чини дека успеал повеќе и е понапреден од другите, така да сите му се испод неговото ниво. Таквиот човек се преоптоварил со себе си и е подложен на ароганција и надуеност. И сите сме сретнале по некој таков, а за волја на вистината имало моменти кога и ние така сме се однесувале. И сите знаеме дека тоа не функционира. Во чашата која е преполна, ни Бог не може да дотури. Нема тука блаженство, ни вика Господ Исус Христос и ни ја нуди својата контратеза. Блажен стануваш не кога си полн со себе си, туку кога ќе се испразниш од своето јас, од своите концепти, своите замисли, ставови со кои си се презаситил и кои ти пречат да напредуваш. Блажен стануваш кога си едноставен, кога си понизен, без оглед на тоа колку си постигнал, без оглед на тоа колку си паметен, едуциран и на која клучна позиција си стигнал во општеството. Во духот човек треба да остане едноставен и сиромашен. Колку повеќе се испразнуваме од себе си, толку повеќе се ставаме во позиција да можеме да примиме од Бога. Не се преполнуваме со самите себе си и не се богатиме во своето собствено его, туку напротив, се испразнуваме од непотребната самодоволност и стануваме сиромашни во духот, едноставни и чисти, со желба и очекување да го примиме Бога и да го примиме од Него ветеното блажено исполнување. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Зар треба човек да биде поразен и безнадежен, со наведната глава да живее во тага и плач со цел да достигне некакво блаженство? Колку потажен, толку поблажен. Напротив, светоотечката традиција ни сведочи дека овде станува збор за плач заради нашите гревови и недостатоци. Ние плачеме и тажиме за се и се што не ни успеало, што не сме направиле, колку ни е тешко, но најмалку плачеме за собствените гревови. На човек му е тешко да се соочи со своите недостатоци и да признае дека е грешен. Башка во нашава македонска култура да признаеш дека си сгрешил е исто како да си потпишал смртна пресуда за себе си. Низ нос ќе ти го извадат. Самиот си кажа, самиот си сгреши, самиот си призна. Но овде не станува збор за признавање пред луѓе, туку пред живиот Бог. Тој нема со нашите грешки да не удира по глава. Да дојдеме пред Бог и да заплачеме за својот грев. Не за тугиот. Не за тоа кога некој нас не обесправил, туку за тоа кога ние сме обесправиле некој друг. Немој да плачеш и да тажеш за тоа што ти го направиле до тој степен за да те поремети и да не можеш да продолжиш напред. Господ видел и многу добро знае што точно ти се случило. Ако те повредиле, ако те изневериле, те оштетиле, стани, избриши ги солзите, истреси ја прашината и застани пред живиот Бог. Тие нешта не се достојни за нашите солзи. Да, страшно било, многу боли и многу е непријатно. Но во христијанството, во нашата вера, нема место за само сожалување. Тоа води само кон пропаст. Подигни се и храбро застани пред Бог, исцелителот и утешителот. Всушност, најголемата животна мудрост е човек да научи да плаче за вистинските нешта. И тука Христос повторно ни ја нуди својата контратеза. Единствениот вистински плач, кој води до блаженство, е плачот за сопствениот грев. Само таквото плачење е катарзично и произведува утеха. Преку покајни солзи за сопствениот грев, ние од гревот и се ослободуваме. Но вистинскиот плач никогаш не произведува длабока тага, не учи Свети Јован Златоуст. Солзи за гревот и жал за гревот да, но не и длабока тага, безнадежност и депресија. Не униние. Кога плачеме за своите собствени гревови, ние не се фокусираме на грешките и на тагата, на неуспехот,
туку на радоста и проштевањето со која стануваме блажени. Блажени се кротките затоа што тие ќе наследат земјата. Кротките се ненаметливи, меки и добри луѓе. Спротивно на општо прифатеното мислење да бидеш кроток не значи да бидеш слаб, туку значи да ја контролираш својата сила. Да не се подадеш по стихиите на светот и во име на правото да станеш полош и од најлошите. Кога Христос вика, учете од мене зашто јас сум со кротко срце, тој тоа го направи со својот личен пример. Христос е создателот на светот и тој го има сето право да владее со сила. Има право, власт и сила да повика ангелски легии. Но тој одбра нешто сосем поинакво. Кроток и мирен по карактер. Учител добар. Ова се разбира е диаметрално спротивно од идеологијата на светот. Кој владее во светот и кој напредува? Сигурно не кротките. Сигурно не ненаметливите и добрите. Туку оние кои што грабаат, оние кои газат, оние кои се наметнуваат. Како и низ целата историја, и ние денес сме сведоци на тоа. Како поединци и држави дрмаат, владеат, се наметнуваат. И многуми намислат дека тука е тајната на животот. Да се спријателиш со мокни луѓе, да влезеш во кругот на оние што владеат. Се тепаме да влеземе во јако друштво на силни, зашто мислиме дека оттаму ќе ни дојде благословот, мирот, оттаму ќе ни дојде утехата и сигурноста во животот. Но Христос со збор и дело ни ја нуди својата контратеза. Нема тука благодат. Ако ја бараш суштината на животот, ако копнеш по блаженство, нема да ја најдеш ако се наметнуваш, ако владееш со тупаница, со пари, со оружје и со сила. Ќе ја најдеш со Христос, кој има кротко и смирено срце. Блажени се кротките, зашто тие ќе наследат вечно живеалиште со Христа, вечен мир и блаженство кое никогаш не престанува. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Овде станува збор за Божја правда, не за наша. Колку пати се случило ние да сакаме да наметнеме наша правда, да пресудиме и да се одмаздиме. Денес е многу популарен активизмот. На сите страни, по улици, пред институции, на собрани луѓе викаат и мафтаат со некакви транспаренти, барајки правда за себе си и за другите. И за жал, многу често истата е натопена или завиткана со многу штетни идеологии. Но кој сака да твори правда, треба најпрво да се смири пред Бога и да стане гладен и жеден не за својата, туку за Божјата правда. Без смирение ние тешко можеме да направиме разлика помеѓу нашите амбиции, нашата правда и Божјата правда. Ние сме гладни и жедни за многу нешта кои немаат никаква врска со Бог. Толку нешта посакуваме да успееме, да не почитуваат, внимание да добиваме, гласот да ни се слуша и по можност сето тоа да се зачини со материјални блага и со комфорт. И сите овие нешта ги бараме во името на правдата, со надеж дека еден ден ќе се наситиме, дека ќе се задоволи правдата, дека нема веќе да бидеме обесправени и ќе ги добиеме нештата кои нам ни следуваат. Но кога ќе ги добиеме, ние не се заситуваме и не се исполнуваме затоа што сме ја помешале Божјата правда со нашите лични амбиции. И од тука главното прашање со кое треба да се бориме е дали знаеме што бараме во името на правдата? Зашто суштински ни е гладно и жедно нашето срце? Што е тоа што ќе не исполни и што ќе не насити? И еве ја Христовата контратеза. Што и да посакуваме, по што и да копнееме, доколку не е обвиткано со Божјата правда, ништо нема да не исполни и да ни го даде блаженството. Она што те прави блажен е жетта и копнежот за дознавање на Божјата правда. Приближи се до Бог и смири се. Стани гладен и жеден и дознај која е неговата правда. И тогаш, кога ќе можеш да направиш разлика помеѓу неговата правда и собствените амбиции, тогаш стани и твори правда. Биди праведен како што е Бог праведен. И тогаш ќе пребиваш во неговото присуство, тогаш духовно ќе се издигнеш, ќе станеш блажен, богоподобен и обожен. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Живееме во немилосрден свет. Суров. Нема никаква милост. Има правила и принципи,
кои се правила принципи на посилниот, на тој кој ќе се наметне. Често, дури и кога сакаме да покажеме милост, се плашиме да не испаднеме наивни и да не искористат. За на крај да завршиме со се обидов и не може. Такви се правилата на животот. Кој му е крив, сам нека си се бори. Не сум јас крив што се довел до таква позиција. Нула сочувство, нула разбирање и нула милост. Кога ќе слушнеме дека некој на некого му се смилувал или го подигнал, се воодушевуваме, затоа што тоа е реткост. Никој не сака да сочувствува со другиот, зашто за тоа треба жртва. Треба да бидеш сострадален, да влезеш во положбата на другиот и да страдаш со него. Но кој сака да страда? И кој сака да плаче со оној кој што е во мака? Па сите ние бегаме од тоа, копнееме за живот без трауми. И тука Христос ни ја нуди својата контратеза. Милостивите, сочувствителните, сострадалните се тие кои што ќе се исполнат со блаженство и тие ќе бидат помилувани. Не бегај од страдање. Кога ќе видиш болка и мака кај ближниот, пристапи со сочувство и ќе бидеш исполнет, ќе бидеш блажен. Ќе се исполниш со љубовта, зашто љубовта е сочувствителна. Стави ги Божите очила и гледај го светот со поинакви очи, со очите на милосрдието. Ако сочувствуваш со ближниот, Господ уште повеќе ќе сочувствува со тебе. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Со што ни се полни срцата? Со се и се што. Најчесто со нечисти нешта. Секакви страсти не потиснали и не заробиле. Се секираме за еден куп нешта, а посакуваме уште повеќе. И сето тоа ни го оптоварува срцето и не прави некако истрошени. Преполни сме со непотребни нешта кои не обременуваат. И кога викаме чисти, не значи само во морално и етичка смисла на зборот. Туку и за сите оние добри или неутрални нешта со кои сме преоптоварени. Премногу ствари има во нашето срце. Пренатрупано е и нема место. Нема чисто место за Бога. Знаете она кога гаражата ќе ја преполниме со нешта за кои викаме еден ден ќе ни се најдат и после месеци и години испаѓа дека веќе нема место за автомобилот, па го паркираме надвор, зашто гаражата ни се претворила во складиште. Презаситени сме и преизморени сме од се и се што и се прашуваме зошто не можеме да го видиме Бога или да го слушнеме. И тука Христос ни ја нуди неговата контратеза. Исчисти го своето срце и ќе го добиеш исполнувањето. Ќе добиеш блаженство и ќе го видиш Бога. Исчисти го срцето од страстите и од гревовните наслади и направи му место на Бог. Тоа се разбира не значи дека од утре ќе станеме пасивни, ќе престанеме да трчаме, да работиме, да возиме, да ги носиме децата на активности, да работиме многу, па ако треба и 2 работи. Зафатен си во животот и имаш многу обврски. Супер, во ред. Но направи му место на Бог во срцето. Исчисти го малку за да може тој да ти дојде дома. Занимавај се со добродетелите и размислувај само на она што е добро, полезно. Инсистирај на Божјото присуство во твојот живот. Исчисти го срцето, направи му место и довери му го на Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Колку се малку оние кои посакуваат и творат мир. Човекот е заинтересиран за драма, да прекаже, да подбуцне, да испровоцира и после тоа да гледа сеир од страна. Драма, криза, лоши вести, тоа е она што го движи светот. Ако го нема тоа, ќе се затворат и телевизиите и весниците. Колку се малку луѓето што зборуваат позитивно и што се обидуваат по секоја цена да ги обединат разединетите страни, да творат мир. И тука Христос ни ја нуди својата контратеза. Бог е мир и оние кои се сметаат дека се Христови следбеници треба да бидат миротворци, да сакаат да биде мирно, не да подбуцнуваат, не да бидат негативни и да сеат раздор. Но за ние да може да понудиме мир, најпрво треба во нас да го имаме. Ако во нашата душа виреат негативности, ако сме полни со гнев и со лутина, со горчина, ние не можеме да понудиме мир. Она со што срцето ни е полно, тоа ќе излезе на виделина. Пред да станеме миротворци, значи најпрво ние треба да се смириме, да се помириме со самите себе и да се помириме со Бога. Може би во животот ни се случиле трагедии
кои не направиле да бидеме скептични и цинични. Сме го изгубиле ентузијазмот и светот го доживуваме негативно и во црнила. Но Христос ни нуди шанса за промена и ни нуди исцеление. Ни нуди прилика да се вратиме под неговата светлост и да го примиме блаженството. Секој треба искрено да си одговори: кој сум, докаде сум и на каде одам? Дали сум позитивна личност? Дали ширам мир околу себе или сум се предал на негативното? Да поттикнувам раздор и немир и во тоа да се насладувам. Светиот апостол Павле ни вели на она што е вистинско, што е честно, што е праведно, она што е чисто, што е љубезно, тоа што е достојно за слава, на она што е добродетел, што е за пофалба, само на тоа размислувајте. Кога ќе се одважиме да се трансформираме во позитивни личности и да твориме мир наместо раздор, тогаш стануваме блажени. А мирот Божи, што го надвишува секој ум, ќе ги запази нашите срца и мисли во Исус Христос. Блажени се гонетите заради правда, зашто е нивно царството небесно. Блажени сте вие кога ќе ве срамат, прогонуваат и кога лажно ќе говорат против вас секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто е голема вашата награда на небесата. Никој не треба да биде гонет и да страда заради погрешни чекори во животот. Ако сме погрешиле и сега страдаме, не треба други да обвинуваме и да се правиме жртви. Туку треба да станеме и да ја исправиме работата. Но ако страдаме невино, посебно кога ги исполнуваме Божите заповеди, треба да се радуваме и да се веселиме. Зашто на тој начин ние стануваме блажени. Тоа се оние моменти кога сопругата те напаѓаат заради твојата вера, кога колегите ти се смеат зашто постиш, кога те сметаат за наивен и те понижуваат затоа што си чесен, кога те мислат дека си слаб и сакаат да те искористат и да ти се нафрлат, а ти едноставно имаш чисто срце и сакаш да бидеш кроток како Господ Исус Христос. Тогаш радувајте се, зашто е голема наградата на небесата. Всушност, еден од показателите дали се движиме во вистинска насока, дали се движиме во насоката на блаженството е поднесувањето на исмевањата и прогонствата. Ако никој никогаш не те критикува, ако само добро зборуваат и ти ласкаат, нешто не е во ред. Од критиките и исмевањата, од лажните зборови против нас, ние не можеме да избегнеме. Но битно е каква е нашата реакција на тоа. И во тоа се состои Христовата контратеза. Радувајте се и веселете се. Исклучително битно е како ќе реагираме на ваквите напади. Ако паднеме во замката, да се браниме, да се бориме со оние кои не напаѓаат, да се правдаме, да се секираме и да трчаме наоколу да го исправаме она што го зборуваат за нас, да се осветуваме, тогаш ние сме го изгубиле мирот и нечестивиот веќе ја постигнал својата цел. Ако си нападнат неправедно, не грижи се. Господ е нашата правда. Господ е нашата одбрана, тој ќе не оправда пред луѓето. Па тој е Господ на универзумот. Тој е создателот на световите кој држи се на својата дланка. Него довери му се во неговата радост и веселба. И поднесувај ги нападите, а Христос ќе те исполни со неговиот мир и со неговото блаженство. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отца и заедницата со Светиот Дух нека бидат со сите вас.